Светски ден на планината, Македонско еколошко друштво, заедно со своите партнери, соработници, наши гости. Добро утро. Од мојата лева страна, Сунчица Ѓурчиновска, таа од Сдруженијето ИГИ, или Иницијатива за граѓанска интеракција, или Платформа пријатели на Шара. Добро утро. И наш редовен соработник, кога е на тема, се разбира, природата. Тука ни е магистар Фросина Пандурска, драмиќанин, Македонско еколошко друштво. Добро утро. Добро утро и благодариме на поканата за овој убав значаен ден. Значаен ден, јас и во знакот на денот сум денеска, така да го испочитуваме. Прекрасен ти е. Така, благодарам. Може да започнеме со Фросина, со оглед на тоа дека веќе соработката имаме во делот на природата и сите оние активности кои што вие ги работите како Македонско еколошко друштво, но која е вашата соработка? Што работите вие конкретно? Така, Македонско еколошко друштво долги години ја застапуваше иницијативата за прогласување на Шар планина како национален парк и некаде во 2015 година сакавме малку да ги прошириме нашите сили, да не делуваме централно или од Скопје да организираме настани и така натаму, да стапуваме во контакт со локалното население. И затоа ни треба локални здруженија кои што ќе се обединат со нас во оваа иницијатива. Тогаш ја формиравме и платформата Пријатели на Шара, во која што вкупно членуваат, значи, со се МЕД 4 организации, покрај ИГИ се Планинарскиот клуб Љуботен и Центарот за едукација и развој од ТРЦ ЦЕТ. ИГИ ни се вклучи при крај, бидејќи од една страна ги покривавме општините, настаните и така натаму, меѓутоа ни фалеше организација од гостивар, така што се најдовме заедно на иста во иста линија и од тогаш успешно соработуваме. Така што од оваа година Сунчица ни е председател, ние ротираме на 2 години, бираме по еден председател од секоја здружение, рамноправни сме и секако заедно спроведуваме проекти за заштита на природа и главно кои што се во некоја насока на поддршка на локалното население, едукација и промовирање на некои одржливи практики во регионот кои што секако се многу значени за планинските предели. Добро, голем број на здруженија планинари го одбележаа вчера, во суштина на работниот ден, го одбележаа денешниот Светски ден на планината. Во контексти на тоа зборувавме, би сакала само уште еднашка да ги споменам, оти дадовме големо внимание на акцијата насловена Плачковица 2023, со која што се одбележа јубилеот од 90 години од првата планинарска активност во Македонија и 75 години од формирање на Федерација на планинарски спортови. Ако за Светскиот ден на планината се очекува да зборуваме за убавините на планината, ги знаеме, за можностите за полнење на белите дробови, полнење со здравје, како што се вели, го занемаруваме оној фактот дека можеме и да екзистираме, да живееме, да функционираме надвор од градските средини, а не во прва линија поради здравјето, туку од економски причини. Вие работите во тој контекст? Најпрво на сите сакам да им посакам добро утро. Пред себе сакала да кажам дека ние како организација и како платформа работиме најмногу на едукација на младите, меѓутоа работиме и со оние кои што живеат таму на планината, да речем. Можам да кажам дека ретко луѓето остануваат да живеат во тие предели поради економската причина. Значи тоа е една, да речам, главна причина поради која што си одат луѓето. Меѓутоа, исто така можам да кажам дека со последните активности кои што ги имавме, со обуките за предприемништво, со обуките за брендирање, имаше многу голем интерес од страна на сточарите и од страна на пчеларите. Она што можам да го кажам исто така е дека тие се многу заинтересирани за поддршка, меѓутоа и имаат од нас добија исто така поддршка во различни на различен начин, значи на различен начин ги поддржавме и имаат интерес да останат на тој начин на живот. Добро, ова е убаво да се слушне, но што најмногу им недостасува за да можат повеќе младите да посакаат, да бидат тие кои што ќе... Сега тоа е една причина поради која што е на последната обука која што ја одржав, младите не ни биле на планина. Она што е
трагично, да речем, од моја страна. Значи, јас бев чудо невидена кога ги прашав дали некогаш сте биле на планина. Не. Значи, тоа беше каде државте обуката? Во Гостивар. Во Гостивар, кај вас? Да, во Гостивар кај нас. Значи, можете да замислите дека децата воопшто не одат на планина. Тука јас би ги повикала родителите. Да, можеби најмногу. Да. Повеќе да се грижат за нивното присуство на чист воздух, затоа што знаеме какво време имаме, технологијата си го зеде својот данок. И можеби треба да се работи уште од најмала возраст во тој дел да се засека планината, за потоа да си имаат и некои други амбиции. Добро е што се слушна дека источарите, пчеларите се оние во прва линија кои што се заинтересирани. Кои се проектите вие кои што ги работите? Така, јас ќе го спомнам еден покомплексен проект кој што започна во 2021 година, се вика Одржлива иднина за регионот Чара Кораб Коритник. Всушност станува збор за прекограничен проект, во рамки на кој што имавме поддршка на 13 помали проекти, или би ги рекла во однос на буџет средни проекти. И како што спомна Сунчица, значи темите на поддршка ни беа култивирање. Значи, тука имавме одгледување на диви растенија, отварање на ботанички градини и слично. Потоа ги поддржавме сточарите и пчеларите со опрема и со едукација и поддржавме некои проекти за развој на туризам. Значи, се отвори инфоцентар за шарпланина во Тетово, во Македонија, а во другите земји, како Косово и Албанија, имаше некои други проекти поврзани со мека инфраструктура во туризмот. Интересот беше многу голем, затоа што луѓето од руралните средини имаат една реченица што често ја повторуваат, например, ние сме заборавени од државата. Никогаш поддршката не треба да биде можеби материјална, туку присуството во делот да бидат не секогаш. Значи, ќе објаснам и за инфраструктурата. Нормално тоа е нешто што е во прв ред. Сакаме, неќеме, пак се сведуваме на реченицата патот. Пред неколку недели требаше да одржиме една обука за деца во планинските села на Шарпланина. Патиштата беа замрзнати со снег, значи не изчистени и плюс луѓето немаа 3 дена струја, значи немаше воопшто настава поради тоа што грејењето во училиштето беше значи зависи од струјата. Така што реални се проблемите социјални и економски за некој да одлучи да остане, да живее. Би рекла кај нас во ова ниво на развој кај што сме можеби сезонско, парцијално живење, кога имаме пик на сезона во туризам, возможно е секако и зимски и летен период. Меѓутоа, едноставно, условите и тоа што би требало да го работат општините, не се на задоволително ниво. Не е само поврзано со, значи, ја спомнав и струјата, спомнав чистење на патишта, нели, реновирање на патишта. Понатаму, отпадот, кој што не се собира од руралните средини, еден куп, да речам, реални секојдневни проблеми, кои што луѓето на некој начин ги истиснуваат во градовите и покрај тоа што знаат дека животот во градот е навистина со големи предизвици. Прво е многу скап, второ е загадено и не може да се спореди, нели, со видикот што го имаат од своите куќи. Па затоа велам во прва линија е здравјето. Но од друга страна се занемарува фактот и за можностите. И сега, кога ја прашав Сунчица во делот на што им недостасува за да останат на планина и младите да го видат просперитетот, едукација или иновација или? Јас сепак мислам дека едукацијата е една од основните работи, бидејќи она што јас секогаш го потенцирам и како наставник кој претходно работел во образование 17 години, мислам дека во образованието недостасува едукација на младите за животната средина и за она што тоа ни го нуди животната средина, а особено националните паркови, заштитените подрачја, можностите и секако како треба да се зачуваат тие и што ни нудат со тоа што ќе ги зачуваме. Јас би додала и работа, значи се уште имаме живи села благодарение на тоа што можеби 80-90% од населението работи во град и патува. Да не ја имаат работата во град, значи најверојатно и ќе стисалат целосно од тие села. Но патуваат и живеат. Патуваат и живеат, меѓутоа голем дел од нив одлучуваат во еден момент веќе да не го прават тоа и да останат, нели, да не поминуваат 20-30 километри на ден и да останат во градот.
Меѓутоа, како што спомна Сунчица, се согласувам дека апсолутно ако новите генерации од мали нозе се учат на доброто што го носи природата и каква е нашата одговорност за да ја зачуваме, ќе дојде како второстепено, ќе дојдат и можностите. Пред многу години еден странец на планина ми кажа кога ќе почнат луѓето од селото да размислуваат што им треба на луѓето од градот, тогаш и ќе знаат што да им понудат. Така што тоа е еден процес кој што ќе дојде кај нас и доаѓа, веќе имаме многу позитивни примери. Меѓутоа некако споро не одеднаш, ако во соседството се многу понапред од нас, особено кога е руралниот туризам во прашање, некако многу споро иде кај нас, а плодна ни е почвата. Во тој поглед точно можеме буквално да цветаме како држава од развиен рурален туризам, меѓутоа како што спомнав сите овие моменти кои што значат за тој рурален туризам, а тоа е нели конекцијата, отпадот, чистотата, не постои турист во Македонија што ќе дојде што нема да го спомне отпадот, за жал. Кај да се на најубаво место да се пак ќе завршиме на таа тема. Така и главната тема, ако планината е извор на живот и здравје, колку ја чуваме, Шара ја спомнуваме неколку пати, постојано алармираме за отпадот. Како да не може да се реши тој проблем. Да, проблемот е секторски. Одговорности на сите страни, не само кај општините, не само кај тие приватни компании кои што ќе треба нели општината да ги ангажира за да собираат отпад, меѓутоа и кај свеста на луѓето. Значи, за жал и покрај тоа што имаме национални паркови, сепак се случува дури и некои планинари да оставаат отпад за себе. Така што пак ќе се вратиме на една општа свест, на една општа едукација, дека кога одам во планина, тоа што го носам со себе си го враќам и си го фрлам во првото населено место кај што има. И едукацијата да биде од најмали нозе. Може да го заокружиме разговорот. Што ќе кажете за денешниот ден, Светски ден на планината? Претпоставувам дека ни за активности вие ќе си имате секако. Македонското еколошко друштво ви постојано сте активни. Но може да биде некоја порака. Па нашата работа е постојано во планине, значи не е во градот и ние на вистина како Македонско еколошко друштво правиме се што можеме преку нашите проекти и активности, нели да ги зачуваме овие извори на вода, овие извори на ендемични растителни животински видови и едноставно јас би рекла ние треба да сме многу горди што имаме толку прекрасни планини во земјава. Нивниот број е над 50 и едноставно треба да направиме се за да ги зачуваме, за да имаме иднина, нели? И за храна, и за вода, и за нашите поколенија. Благодарам за гостувањето. Благодарам многу за поканата и